Медиуми, благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Данок на добивка, трет по ред од владината така наречена даночна реформа. Овој предлог закон, почитувани, не е ништо друго, освен само уште еден показател за фактот дека оваа власт после се и после сите посегна да ги демотивира и да ги оштети и спортистите, а од друга страна, овој закон е и можност и мотив за поттикнување на корупцијата и корумпираните. И ќе појаснам за јавност. Прво, откако Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција ги фатија функционерите од Агенцијата за млади и спорт како прават злоупотреби, наместо да побара одговорност, побрза да ги казни спортистите, укинувајќи ги ваучерите. Наместо власта да ги отстрани слабостите на системот, оценила дека е полесно да укине 10 милиони евра кои го одржуваат и онака кревкиот спорт во Македонија. Министерот за финансии само си го најави моделот, новиот модел, и истиот, како и се останато што треба да се сработи, си остана само на ниво на најава, исто како и листата на прехранбени производи на кои ќе се зголеми данокот, исто како и белата книга на плаќачи на даноци, која еве била деловна тајна, исто како и еден куп стратегии кои со години доцнат, затоа што имаме власт која само најавува, а досега ништо од најавеното не сработило. Не е во ред да се укине еден модел пред да се презентира новиот. Ама затоа пак фрчат дискрециони права за министрите, еве конкретно со овој закон на инспекторот од Управата за јавни приходи, кој ќе добие велесила да ги казнува за реинвестирана добивка по сопствено одлучување. Тоа во превод значи дека токму овој закон и ваквата дискрециона моќ е стимул за корупција од страна на овие со неограничени дискрециони овластувања. Зошто велам безграничени овластувања? Затоа што со член 4 е предложена 5-кратно повисока казна ако даночниот обврзник не докаже дека даночното ослободување го искористил за вложување во материјални или нематеријални средства за проширување на дејноста. Што значи тоа? Тоа значи дека даночниот инспектор сам и по сопствено убедување ќе си оценува што точно значи терминот проширување на дејноста. И сега, како што си е пракса, овој даночен инспектор ќе си влезе во една компанија и ќе може буквално да си се пазари со сопственикот на компанијата или поточно да му побара рекет, бидејќи што знае сопственикот. Тој, даночниот инспектор, ќе му каже дали правилно ги вложил сопствените средства. Па така, во време на економска криза, со овој аматеризам во оданочувањето, владата ги става во незавидна положба најмногу микрофирмите кои ќе го сносат најголемиот товар од денешниве законски измени. Значи, фирмите кои остваруваат промет до 3 милиони денари и кои се најкревки реално кажано, а се и во најголем број, сега ќе влезат во категоријата на обврзници од 3 милиони и 1 денар до 6 милиони денари промет и ќе плаќаат данок на добивка од 10% или 1% на вкупниот приход. Во вакво деловно обкружување, владата буквално ги турка микрообврзниците во провалијата на сивата зона, која наместо да се намалува со укинувањето на ослободувањето од данок на добивка
до 3 милиони денари, уште повеќе се стимулира. Крајно неоправдана и крајно нефер е идејата на самопрогласениот реформатор да собира данок од најмалите и најкревките. Само во првите 6 месеци оваа година се затворени околу 5000 фирми, а само во месец октомври и ноември минатата 2022 година затворија 707 фирми или 11% повеќе затворени фирми од минатата година или пак 1000 помалку отворени фирми. Сте се запрашале ли што не очекува? Ако се земе предвид дека малите фирми се нераскинлив дел од економијата, треба да ви стане јасно дека последиците ќе се рефлектираат и на средните и на големите даночни обврзници. Тоа, почитувани колеги, ниту е реформа, а воедно пак е многу далеку од праведно оданочување. Кои ќе се последиците? Поттикнување на сивата економија. Ќе затвараат фирмите, ќе се отпуштаат вработените, ќе се иселуваат луѓето, ќе имаме нови и нови социјални случаи. Такво нешто ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата никогаш нема да поддржи. Тоа да ви биде јасно. 70.000 фирми ќе го понесат даночниот товар од оваа ваша реформа и ќе се соочат со неизвестноста за опстанок. Ќе го избркате и она малку работоспособно население што остана. Во време на криза, посегнувањето по нови даноци не е решение, туку е креирање на нови проблеми и тоа за најкревката и најнемоќната алка во македонската економија. Апсолутно ништо не направивте за домашните компании кои што вработуваат поголем дел од населението и ајде што не им помогнавте, туку буквално ги дотолчивте. Арамиска даночна реформа креирана од арамиска власт. Тоа го добиваме со ова што го правите. За 7 години потрошивте 30 милиарди евра, а ништо не видовме. По не знам кој пат ќе речам, товарење на стопанството без да се обезбеди фер и предвидлива бизнис клима е погубно за економијата. Странските инвестиции ја избегнуваат Македонија, а постоечките фирми бегаат. Потоаната економија, осиромашен народ од една, а раскалашено владење од друга страна. Ако мислите дека со овие закони ќе успеете да го прикриете криминалот, јас ве уверувам дека народот знае дека го правите токму спротивното и криминалот ви излегува на површина, бидејќи наместо да се борите со нелојалните, вие ги товарите лојалните граѓани. Токму тие лојалните граѓани ќе ви пресудат. Ќе видите колку точно ги има на следниот изборен потоп кој што ви следува за брзо време. Ви благодарам.